го имало во видео играта Call of Duty 2 како мапа. Одма тука се наоѓаат и дините на Сахара. Добро утро на сите и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Патуваме со Ташето. Наполнив гориво пред 33 км, си понесов со себе 2 литри вода, се најадов, тоа сето значи дека е време за денес да одам подлабоко, односно веќе да влезам во пустината Сахара. Денес имам за возење 180 км, а ќе се движам кон Тоујане, Гуермаса и таму ќе се исклучам за Ксаргилан. Ксаргилан е иначе една многу позната оаза, односно најпознатата оаза во Тунис и познато туристичко место. Таму можеби ќе се искавам, бидејќи има и за капење, но ќе видам добро. Денес иначе најжешкиот ден последните неколку месеци, 38 степени ќе биде, локалното време е 9 часот и веќе почнува доста да зажежува. Јас иначе имав појадок, се прејадов 3 јајца варени, кафе, чај, млеко, маргарин, нешто уште нешто за мачкање, леп и како десерче, како круасанче, нешто не изедов се уште од сношти бев прејаден. Така да ми остана нешто, но јадов колку можам, сега дори премногу сум најаден, не можев да дишам. Сакав во WC да одам, не ми садеше, па бидејќи ми донесла кафе, пиев по поголеми голтки од кафето за да ми се приоди во WC и успешно беше. И отидов во WC, сега ми е малку порајат стомакот и сега можам да одам да возам. Овде веќе почнуваат доста интересни пејсажи, по далечините не гледаме така планини, туку сето е само ричиња мали, бидејќи натаму сето е пустината Сахара. Проблемот со бензинските тука сега ќе стане само се поголем. Тука веќе в пустина речиси да нема бензински, на места забележав некои продаваа на улица бензин, така да веројатно такви ќе има, така да ептен за итен случај ако дојди ќе турам таков бензин, неколку литри, некој знае колку додека да стигнам во бензинска. Бидејќи од тука сега каде што сум следната бензинска ќе ми биде во градот Доус, што е на 350-400 км некаде од тука. А иначе кај оазата Ксаргилан има и дини, односно пустински дини, каде што ќе возам или денес или утре наутро ќе видам, зависи времето, бидејќи навистина ќе биде жешко денес, така да може би утре наутро ќе видам, но ќе размислам. Ова селото под мене е село Татауане. Ова имало важна улога во Втора светска војна, но интересно е тоа што го имало во видео играта Call of Duty 2 како мапа. Доколку некој ја играл, можеби ќе го препознае. Веќе возам низ селото Тоујане. Доколку некој се сеќава на името на мапата во Call of Duty 2, слободно нека пиши во коментарите. Доста живо село, како за село во пустина негде оддалечено. Има доста луѓе.
Иначе станува навистина жешко, а веќе само половина час возам. Асфалтот тука е доста рапав, но речиси нема дупки. Така да подносливо е рапав и нема потреба осумки да правите. А пейзажите се апсолутно прекрасни. Иако јас сум човек фан на природа, на зеленило, на шуми, на езера, но и ова го пронаоѓам доста интересно и убаво за гледање. Јас тука најдов бензиска, не дека ми треба, но помина веќе 100 километри и сакам да си наполнам, имам едно шише, сакам и шишето да го наполнам. Така да, убаво е. Што најдов бензиска, мислев дека нема попат ниедна да има. Салам алейкум. Оќе. И си наполнав јас вкупно скоро 5 литри, 1 литар во шишето, толку береше за жал. Може би требаше уште едно да земам, но сепак бере ќатки речам. И 3 литри за брка 75 во моторот, што ми се некаде околу плюс 100 километри. И сум многу среќен бидејќи со ова ќе нема да имам потреба да турам бензин од уличните продавачи, да речам на бензин, во туби онакви, на луѓе кои што не се бензинска станица всушност. А сега продолжувам со движење кон градчето, тоа е целото Гуермаса. Дотам од тука имам уште 54 километри. Иначе тука многу легнати полицајци има, а нема знаци дека има легнати полицајци. И на еден убаво рипнав, но што е тоа е. Инаку поминувам низ градот Меденине. Поголем град е ова, не е баш мал, колку жители не знам. Но се гледа дека е голем град и на Google Maps исто така ви го вади уште оддалеку кога ви е одзумирано. А иначе јас чувствувам малку нарушена рамнотежа сега од кога го наполни фишето со бензин, така да ќе гледам кога ќе подистрошам 1 кило бензин да му го наполнам, тоест да го испразнам шишето во моторот. Соба или иначе, односно сношти Синџиро си го подмачкав, така да цакум пакум. Многу гужви низ овој градот, не мислев дека вака ќе влезам, мислев на отворено цело време ќе возам денес, но што е тоа е? Гужви, жештини и све. И се уште нема нерви, но може би ќе придојдат.
И јас веќе пристигам, гледате десно Ксаргилан на патот кај кој што треба да се исклучам за Ксаргилан. Меѓутоа сакам една пауза да направам, првата пауза за денес. Веќе 2 часа и 10 минути возам и затоа ќе подвлезам малку во селце во Гуермаса. Се надевам дека ќе има нешто кафич, нешто општо сенка некаде каде што ќе можам да застанам, бидејќи како што гледате овде веќе сум навлезен во Сахара, во пустината, иако има вегетација, се уште не е само песок, меѓутоа и ова е пустина. Првите впечатоци од селото ми се дека ќе нема да има кафич или нешто такво каде што ќе можам да застанам. Така да изгледа под некој од оние дрвата по патот ќе направам својата пауза. Иако далеку ми се види како поголем ко село малце, но ете изгледа не. Има продавничина, нешто бакалничина, таква работа. Сепак јас својата ветена пауза тука негде ќе си ја направам. Иначе GPS-от нешто не ми работи од Google Maps. Ми бара интернет, а има офлайн карти спуштено, не знам што е работата. Но едно дрво имаше тука сува сенка. Но натаму верувам дека нема ни да ми треба, бидејќи е само право возење се до мојата крајна дестинација за денес, а тоа е Ксаргилан. Јас овде кај ова дрво ќе застанам и да направам една пауза пред да одам за Ксаргилан. Направив една солидна пауза, сега дојде време да продолжам. Успеав и GPS повторно да го поставам. И сега до Ксаргилан, мојата крајна дестинација, имам 50 на километри. И веројатно ќе имам време и да ги возам дините на Сахара. Има едно место во близина на Ксаргилан, кое што е всушност една стара римска тврдина. И дотаму се вози по дините, покрај дините. И потоа таму веројатно ќе се вратам во Ксаргилан. И го сгрешав јас малку патот, но имаше онаму знак на кој пишуваше кон каде е Ксаргилан. Така да, ќе се вратам сега назад. А иначе станува навистина жешко. Веќе почнува да ми се лепи опремата за мене, но дувка ветре, кое што ветре е свежо, не е жешко како кај нас, например, во јули месец, кога и ветерот е жежок и апсолутно нема начин да се разладите. Асфалтот веќе тука станува доста лош, но нема дупки. Овој пат тука лево имате знак Ченини. Ченини ви е едно берберско градче, така во камен селце, тоест не е градче, и имате офроад од таму до тука. Јас прво сакав овој пат да го возам, но ете не го возев од причина што реков да нема песок, да не е многу мека песокта, да не заглавам негде едно друго, и не го извозев. Меѓутоа кога ќе размислам малку ми е криво. И сега да го гледам патот, барем овде не изгледа воопшто лошо, туку баш напротив интересно. И време е да се вратам назад јас на асфалтот. Не е воопшто лошо тука за возење, рамно, има камчиња долу, не е само песок, чисто песок. Иако кога застанав со моторот го паркирав сега онде малце, слика правев. Подпиралката малку подпропадна, што значи дека ако беше чисто песок, веројатно уште повеќе ќе пропаднеше.
пат иначе гледате од околу има веќе песок, мали динчина со песок, а на патот има исто така песок и дупките се пополнати со песок. Ако зумирате на Google Maps на овај пат ќе видите дека снимките се на места патот е прекриен со песок, што значи дека кога дува овај пат веројатно се полни со песок. Се покрива на места, но веројатно исто така го чистат. Еве на мојот пример тука има песок на патот. И е многу ситна, не е она песок за бетон правење како кај нас што имаме. Многу интересна е. Сега кај Тисавар кога ќе одам, ќе ја видам, ќе возам и низ неа. Во секој случај многу интересна гледка, значи само гледате пустина на таму. Веќе и вегетацијата тука штрчи, се повеќе песок има како што гледате. И се повеќе песок тука на патот. И пристигнувам на местото каде што треба да завртам или десно или да одам право за Ксаргилан, но предпоставувам десно. Иначе вамо лево веќе одите кај југот на Тунис, каде што не е препорачано да патувате поради присуство на, не знам, има војска таму туниска, исто така покрај границата со Либија не е препорачано, бидејќи таму има активност со терористи. Да проверам на GPS-от кај треба да одам. Исто така таму по границата со Либија, исто така ИСИС беше активна своевремено, а има некои терористички действија и покрај границата со Алжир. Значи јас сум тука Ксаргилан. Право е Ксаргилан, да. Право. Ќе стигнам. Значи тука требаше да си продолжам право закон Ксаргилан, но наваму нема знаци, но има едно патче кое што многу е веројатно дека тоа е тоа патче што мене ми треба. И тука малку офроад ќе возиме, таман гумите да видам дали вреди што ги смена, бидејќи ставив малку по офроад гуми. А тука камењата делуваат потешко. Втора раклам. Најмногу ми е што назад ми фаќа кога ќе мавнам на некоја посилна дупка или кога ќе слези подолу, ми фаќа држачот од торбите странични на калникот од тркалот. Така да тоа ми е грижа да не ми фаќа или нешто. И тука веќе заглави, подзаглави. Но тоа беше заморно. Се уморив. Но подизлегувам. Сега за Ксаргилан десно вајда треба. Не, иначе сам овој пат за Ксаргилан, доколку одев по асфалт имаш и друг. Но ајде да сменам малку. Не знам од тука до Ксаргилан колку километри имам ваков пат, ке видиме. Торбите дали ми се тука? Тука ми се. Таму десно покрај патот гледам камили има. А она камила е лево сигурно, она десно не знам. Нема грбка, некако може да не е камила. Да, и тоа е камила, само мало камилце сега му ја видов грбката. Време е јас да продолжавам. Веројатно се диви камили немаат самар, на нив ништо таква работа. Има крупнички така камења тука. Тие малце ја зафркаваат работата на патот.
но не би рекол дека е нешто сериозно. Иако слушам само чукање, не можам да видам нешто вака во далечините што наликува на оаза. Тука веќе има песок на патот. И тоа сериозна висина на песок, да видам и одблиску ситуацијата. Делува доста височко, јас ќе се вратам тука назад. Овде се врви, меѓутоа следната изгледа висока и нема место за поминување. И наближувам пак кај делот со песокта. Да видим овој пат што ќе сторам. Поминав, ама ова изглед не е главното. Пата му беше тоа големото изглед. Но, мислам дека ако одам од лево, само мислам, значи постојам. Опа. И малку подпропаднав. Одвај излево. Душата ми излезе, одвај дишам. Алло, Азис? Право, десно? Окей. Thank you. Окей, седнав тука јас. Направив една пауза, пола сат, зедов вода, зедов кола-кола. Се повратив малце, бев пред колабирање, но сватив грешките кои беа што ги направив. Едната беше што не бев сигурен дали во песокто, дали по другото патче, бидејќи другото беше многу побезбедно. Јас заминав кон песокта. Другата беше што уште поќе вода не зедов, иако имав 2 кила. И третата што ништо благо, например кола, бидејќи благото ќе се стопеше, не зедов кола заради шеќерот да не ми падне. Ајде и озазата. Иначе имам читал на интернет дека вака жешко кога се потите треба и сол да јадите малце, бидејќи со потењето солите се губат во телото. Така да колку и да звучи смешно, ако најдам ќе гледам да си земам и сол на враќање.
Лоазис не е ова. Саргилан квад. Какво капење сега ќе направам во Азана, не сте свесни. После она мачење и жештина, но од се учи, сите правиме грешки сепак. Лоазис. Каде е Лоазис? И за денес смештајот ми е ова шаторче. Тука плаќа многу скапо, 50 евра, меѓутоа е познато туристичко место ова многу. Има и оаза, сега ќе одам да се капам и во оазата. Меѓутоа пред да се капам сакам малку да се исперам, многу е жешко денес и тука. Сам не знам кај ќе си ги обесам лишта да ги најдам место и таман да си сушат, јас дури се капам таму. Иначе не знам дали ви кажав, преќе торбите ги извадов за да го извадам моторот, пошто стварно не можев никако. И малцената е извалкана, не од наземја што се деше, туку што ми падна моторот на страна. Синџирот исто ми е со песок направен. Тоа напред торбето ми е со песок. Но не е проблем тоа, чистењето мене ми е за синџирот, само нешто да не се напред, треба пак да го подмачкам. И ако можам да го чистам негде четка да побарам, ако најдам тука, убаво ќе биде. Сатот е иначе локално време 3:20, така да има време, релативно брзо стигнав. Но сепак не бав многу за возење, така да ако не заглавев, каде што не гледав на сатот колку изгубив, ама 1 сат сигурно може изгубив. Ќе бев и порано тука, но што е тоа е. А иначе, одма тука се наоѓаат и дините на Сахара. Значи тоа заборавив да ви го кажам, погледнете. Сега не знам тука дали ќе зајди сонцето или ќе изгрева, но е убаво. А каде што планирав Тисавар да одам, некако не знам, ако е песокта лоша како што беше онде и сува, тешко дека ќе одам. И овај ми рече со моторот можеш да пропаднеш, има квадо и 4 цикли, парно тие да ги земиш. Така да ќе видам, еднаш да се искапам да се разладам, пошто стварно жешко е премногу, 38 степени, и после ќе видам што ќе правам. Comme si le type il avait. Mais non, il avait du monde derrière, le type aussi. Се изнакапив јас во азата, значи водата ми рекоа 28 степени, ама може и поќе беше, претопла беше. Па може 1 сат и поќе седе во водата, значи преубаво ми дојде, така да си се релаксирам малце, да си одморам. Сега тука и ќе вечерам, уште е рано, мислам дека е 5 сат, од 5 и нешто локално време. Ќе одам сега ке рецепцијата, само таму има интернет, Wi-Fi, да видам што се дешава по интернетов, по светот, и после евентуално да јадам.
Дојде еден Хрват пред малце тука со мотор, ама пешки одеше вака тука. Избораме на англиски, заглавен беше пат, му вадеше овде дека има на Google Maps. И на англиски збораме кај има пат, што има пат. Ао еве го иди тој брч изгледа. 4 циклист. И едно време ми вика на српски, одакле си? Му вика Македонија, ми вика јеботе. Изборавме, така натаму ојде онде негде му беше оставен моторот, ојде му кажа в асфалт дека е одма во близина и ојде асфалтот да го бара. Букинг. Šta kažeš? 50 јас платив на букингот. Ne isplati. Платив? Уште немам платено, ама толку пишеше 50 евра. Тебе помалце гледам ти се доја. Nous, ouais, du charbon qui était livré, voilà. Et moi, j'étais tiré par les flammes. لا لا ما ناكلش خبز. Ici, voilà. Yeah, we need that cheese. Aïe. Mais on est liés à, ils sont liés à eux ou ils sont liés à nous? Mais tu vois, la Côte d'Ivoire, c'est pareil, t'es français, tu parles la langue, on est quoi à nos colonies? On a petit. За вечера, прво собственикот на тоа сместувањето направи леп на оган, кој што беше доста вкусен, морам да признам, а потоа јадевме месо од камила. Многу беше сличен вкусот на говедско месо, немаше некоја голема разлика. Иначе струја тука пуштаат само во текот на ноќта, додека во текот на денот ја исклучуваат, а струјата се добива соларно. А тука негде ќе го одјавам ова видео, доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш, останете поздравени и чувајте се.